Северна Македонија го заврши својот дел од работата, сега вие треба да го завршите вашиот, беше пораката на Доналд Туск до лидерите на земјите членки на Европската Унија. Председателот на Советот на ЕУ денешната посета на Скопје, која се случува на неполн месец пред разгледувањето на прашањето за отворање преговори за членство, изјави дека земјата заслужува позитивна одлука и дека не треба да има ново одлагање. When the EU leaders met in June, 3 months ago, лидерите на Унијата пред 3 месеци на средбата во јуни се обврзаа да донесат јасна и суштинска одлука во октомври дали да почнат преговори со вас и Албанија. Во јуни јасно кажав дека вашата земја во изминатите 2 години направи се што се очекуваше од неја за да може да почне пристапни преговори. Сакам да биде кристално јасно дека во Брисел не постои сомнеш во однос на вашата политичка обврска кон владењето на правото и борбата против корупцијата. Пристапувањето кон Унијата Туск го спореди со маратон, зашто, како што рече, треба издржливост, фокус и трпение. По 10 позитивни препораки Македонија во октомври очекува конечна одлука. Премиерот уверува дека ќе нема компромис за реформите во клучните области, владењето на правото и справувањето со корупцијата. Го спомена и Рекет. Обврските за спроведување на понатамошните резултати продолжуваат, особено во областа на владење на правото. Во решавањето на предизвиците со кои се соочуваме целосно, сме ангажирани во согласност со европските вредности и стандарди. Во тие рамки ги гледаме и дебатата за законот за јавното обвинителство. Случајот Рекет е силен тест за судството и за успех на реформите. Институционалното разрешување на овој и на сите случаеви ќе ја докаже независноста на правосудниот систем и јасната политичка волја за борба против корупцијата. На 15 октомври Советот за општи работи на Унијата треба да дебатира за Македонија. Ако има одлука, таа треба формално да се потврди на ниво на шефови на држави и влади. Очекувањата се дека во тој случај првата меѓувладина конференција, што го означува стартот на преговори, би се одржала на крајот на оваа или во првото полугодие од идната година, што е поверојатна опција. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.